Денот на крштевањето на Исус Христос во реката Јордан е денот кога Божиот син навршил 30 години од телесното раѓање и тргнал да го извршува својот учителски и спасителен подвиг. Празникот е познат под имињата водокрштение и водокрст или водопост како ден на строг пост во кој се пости само на вода. Во Светата црква се воспева силата и моќта на крстот. Се врши крштевање во водата и таа со силата на Светиот Дух добива лековита моќ. Празникот е воспоставен во спомен на некогашните обичаи кои се изведувале на тој ден, кога биле крштевани луѓето кои го примиле христијанството. Како што пишува во Новиот Завет, во мигот кога Свети Јован Крстител го крштевал Исус Христос во реката, во еден миг се појавило Светото Тројство. Гласот на Отецот му се јавил на сетилото за слух, духот на сетилото за вид во вид на гулап на небото, а Синот бил достапен за сетилото за допир. Како што е запишано во Евангелијата, затоа посведочил и Свети Јован Крстител, кој рекол: Еве го јагнето Божјо кое на себе ги зеде гревовите на светот. Откако ги кажал тие зборови, го потопил и го крстил Божиот син во Јордан. Ова е ден пред големиот христијански празник Богојавление водици, кога крстот се потопува во водите, а голем број верници скокаат по него. Се верува дека оној кој ќе го фати крстот ќе биде среќен цела година. Општините од истокот веќе се со последни подготовки за чествување на утрешниот празник.